Почнуваме со вестите. За сите граѓани кои сакаат да градат, Штип годинава ќе им понуди 49 градежни парцели за изградба на куќи, станбени згради и на стопански објекти. Согласно оваа програма, во буџетот би требало да се инкасираат 20 милиони денари. Општина Штип годинава ќе понуди 49 градежни парцели. Продажбата ќе се изврши преку електронска лицитација. Парцели има за индивидуални куќи, стамбени згради и за индустријски објекти. Доколку имаме нови детални урбанистички планови кои што може да бидат реализација со јавно надавање, програмата во текот на годината ќе се надополни. Приливи моментално од реализација на програмата за градежно земјиште се околу 25 милиони денара, а финансиски средства потребни за реализацијата во однос на имотни листови, историјати и елаборати околу 1 милион и 500 илјади денари. Што се однесува за програмата за уредување на градежно земјиште, годинава се предвидени 60 милиони денари. Динамиката на реализација на програмата, бидејќи тука се работи за финансиски оддел, приливот на средства ќе биде преку надоместок за уредување на градежно земјиште. Тоа е по основ на постапки на одобрение за градење и благовремено спишување на објави за јавно надавање за утегување на градежно земјиште во собственост на Република Македонија и тековни предмети кои што ги имаме за откуп на градежно земјиште со непосредна спогодба кои што во континуитет ги поднесуваат странките за дооформување или откуп на земјиште по основ на изградени објекти. За 1 милион 470 илјади денари годинава е зголемен буџетот за култура, што значи дека за културниот живот на штипјани од општинската каса ќе бидат издвоени 9 милиони 360 илјади денари. Годинава се предвидени пари за финансирање на проекти од Сдружение на граѓани, набавка на опрема за мултимедијалниот центар, како и 500 илјади денари повеќе за веќе традиционалната манифестација Пастрамалијада 2018 година. 9,3 милиони денари или нешто повеќе од 150 илјади евра ќе одвои општина Штип во 2018 година за организација на културни настани. Најголем дел од колачот, или 2,5 милиони денари, се предвидени за веќе традиционалната и препознатлива штипска Пастрамалијада. Тоа се рамкови средства кои што треба да бидат во функција да не дојде во прашање одржувањето на манифестацијата, инаку не е спорно колку средства дефинитивно ќе бидат. Колку рамково предвидени средства? За Пастрамалијата конкретно Макфест Пастрамалијата е 2 милиони и 500 илјади денари. Со пари од програмата за култура, годинава ќе биде докомплетирана и техничката опрема во ново изградениот мултимедијален центар. Овде е предвидено одредена сума на средства за докомплетирање на техничката опрема во мултимедијалниот центар, во големата сала, која што практично ќе биде заокружена со овој дел и дефинитивно гледано програмот за култура за 2018 година од буџетот на општина Штип би требало да зафати 9 милиони 360 илјади денари. Средства се предвидени за организација на култниот фестивал на забавни мелодии Макфест, Штипското културно лето и одбележување на патронот на градот Свети Никола. Новина е што годинава, за разлика од лани, со 20 илјади евра ќе се поддржат институции и здруженија на граѓани кои ќе понудат своји проекти. Продолжуваме со образование. По 6.000 денари месечна стипендија за студентите кои ќе одлучат за една професија да ја изберат професијата одделенски наставник. Ваква одлука донесе владата на вчерашната седница. Сепак финансиски ќе се стимулираат само оние студенти кои како ученици добивале стипендија за талентирани ученици. На овој начин, добивајќи стипендија уште од прва година, ќе се подобри наставниот кадар во основните училишта. Неофицијално во штипските средни училишта нема ниту еден средношколец кој добива ваква стипендија. Со оваа одлука за воведување на нов тип на стипендии се отвора прашањето дали најзаситената професија на пазарот на трудот станува дефицитарна. Во моментот во Штип во сите основни училишта има вработено 306 одделенски наставници. Штипското комунално предпријатие ИСАР годинава ќе инвестира во сите работни единици.
Најголемите инвестиции се предвидени за водовод и канализација, како и за комунална хигиена. Околу 200 милиони денари изнесува годишната програма на Штипското комунално предпријатие ИСАР. Во текот на годината ти се набават 2 возила за собирање на смет и една машина за канализационата мрежа. Исто така ќе се набавуваат и нови канти за смет. Конечно вода за пиење од Штипската филтер станица ќе добијат жителите на Балканска и Стар Караорман. Тоа е изведба на фекална канализација во село Караорман должина 550 метри, изведба на нова водоводна линија Балканска 1300 метри, изведба на водоводна канализационна линија Блок 2000, каде што водовод во должина од 150, канализација 450 метри, изведба на водоводна канализационна линија Баби 5, улица 6, и тоа водовод во должина од 90 метри, канализација во должина од 80 метри, изведба на водоводна канализационна линија стабилна зона Дузлок, и тоа водовод со должина од 1260 метри, канализација 1000 метри, стабилно деловен објект Луна Комерц, и тоа водовод со должина од 110 метри, канализација со 100 метри, работна зона Баби, изведена на нова само канализационна линија од 230 метри и стамбени згради Борис Краѓер со водовод со должина од 35 и канализација од 30 метри. Во постапка е одлуката за намалување на цената на водата за 5% за оваа година, доколку на седница на Советот на крајот од месецов се донесе одлука, штипјани ќе плаќаат пониски сметки за вода. Цената за домаќинствата во првиот регулиран период, тоа е 2018, ќе изнесува 33,73 денари или 5% помалку од досегашната 35,50 денари. Првото прашање што се наметнува вообичаено меѓу слушателите е дали јавното предпријатие со намалени приходи ќе може да остварува својата дејност. Всушност се работи за постапка на намалување на цената со утврдени одредени услови кои што нема да дозволат, иако цената ќе се намали, да дојде до намалување на приходите. Штипското комунално предпријатие ИСАР мора во наредниот период сите непотребни трошоци за губата на водата низ водоводната мрежа да ги намали. Целта им е загубата на водата низ мрежата да се намали за цели 5%, а тоа е еден од условите и за намалување на цената на водата за пиење, која ја добиле од регулаторната комисија. Помалку тутун, но со повисока откупна цена во однос на минатата година. Производителите во Штипско и Карвинско се задоволни од откупните цени, најавија зголемување на површините. Од оваа година се зголемуваат субвенциите за килограм предаден тутун. Инаку откупот на тутун во Штипско заврши. За 2 месеци ќе почнат подготовките за овогодинешната реколта. Заврши откупот на тутун во Штипско. Годинава се откупи помалку тутун од лани, но по повисока откупна цена. Во единствениот пункт на Алијанса во Карбинци се откупија 134 тони тутун по просечна откупна цена од 208 денари за килограм. Лани оваа компанија откупи рекордни 160 тони по просечна откупна цена од 186 денари за килограм. Како и да е, годинава задоволни се и откупувачите и тутунарите, кои најавија дека ќе ги зголемат површините. Ова година е добар и затоа подобри цени имат луѓето. Мислам дека се задоволни. Претежно прва и втора. Трета ретко. Прва и втора. Нема друго класа. Задоволен? Презадоволен. Не задоволен, предзадоволен. 250 динара тутуно, ако се продолжи и ќе се големуваме производството и За штипските тутунари реколтата 2013 ќе остане запаметена како најлоша во последниве 10 години. Тогаш се откупија само 96 тони тутун. Тутунот во Штипско се сади на 106 хектари. За 2 месеци тутунопроизводителите ќе ги започнат подготовките за годинашнава реколта. Откупот помина без проблеми. Законскиот рок за откуп на тутунот завршува на 15 март. До сега во државата се откупени повеќе од 21,5 милиони килограми тутун од просечните 30 милиони килограми, колку што се проценките дека ќе тежи ланскиот труд. Просечната откупна цена на тутунот од последната берба во државата достигна 214,8 денари за килограм.
И во продолжение земјоделие, владата на Република Македонија на вчерашната седница дале зелено светло на програмите за финансиска поддршка на земјоделството и на руралниот развој во 2018 година. Усвоени се и повеќе други програми од сферата на земјоделието, меѓу кои и двете информации на ресорното министерство за давање согласност за распишување на јавни огласи за давање под наем земјоделско земјиште во државна сопственост за површини од 3 хектари и над 3 хектари по пат на електронско јавно надавање. Во источниот дел од земјава за добивање на државно земјиште ќе може да конкурираат земјоделците во 7 општини, и тоа Штип, Пробештип, Кочани, Виница, Свете Николе, Берово и Делчева. Штипското здружение за правата на ромите најновите проектни активности ги насочува за решавање на проблемите на оние лица кои се уште немаат лични документи. Инаку, анализите покажуваат дека околу 200 лица во Штип живеат без комплетна лична документација. Сдруженијето за правата на ромите во Штип активно работи на проекти кои се поврзани со човековите права. Се нуди бесплатна правна помош, но актуелно во овој период е што Сдруженијето работи на проектни активности кои офаќаат евидентирање на лицата кои немаат документи за полесно изнаоѓање на решенија тие да добијат лична документација. Сдруженијето спроведува една голема активност во моментот која е од битен карактер за нас и за општеството наше, така да идентификуваме и вршиме анализи на состојбата на лицата без лична документација. Спроведуваме партнерски проект со уште 3 организации од Република Македонија, така да трите организации се Месечина од Гостивар, Инсок од Скопје и Амбрела од Скопје. Во моментот ни течат два актуелни огласи кои се едниот е за потреба за вклучување на дополнителни асистенти кои ќе помагаат на терен да ги идентификуваме лицата без лична документација, и другиот е за помош и поддршка на помалите невладини организации да донираме одредени средства. Според анализите на Сдруженијето на правата на ромите Штип, околу 200 лица во Штип и регионот се без соодветни лични документи. Сдруженијето за правата на ромите посредува да се изнајдат лицата кои не поседуваат документи и да се помогне во постапката за побрзо решавање на проблемот. Ние предпоставуваме дека околу 200 лица се во Штип и околината на Штип. Прилично се работи за лица кои се дојдени од другите градови, кои живеат овде и го немат регулирано својот статус во државата, така да работиме интензивно во тој дел и во текот на оваа година ќе работиме интензивно да ги идентификуваме сите лица без лична документација со цел да помогнеме и на државата во нивно идентификување. Исто така, Сдруженијето за правата на ромите во Штип работи на проекти за едукација на малата ромска популација. Тука се и активностите кои се реализираат заеднички со Мировниот корпус. Сдруженијето во моментот има и волонтер од Мировниот корпус кој им помага во реализација на проектните активности. Од полицијата се следниве две вести. Тешка кражба во стан пријавена во Штипската полиција. Собственикот пријавил кражба на пари и златен накид. Кражбата, како што информираат од полицијата, се случила вчера среде бел ден во периодот од 12 до 15 часот и 30 минути. Непознат сторител сторил тешка кражба во стан на улицата Булевар Јана во населбото 8 ноември. Крадецот употребил погоден алат и ја отворил вратата, пошто влегол внатре и извршил пребарување. Пронашол и одзел 28.300 денари, повеќе парчиња златен накид и часовник. Вредноста на материјалната штета доправа ќе се проценува. Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот, информираат од секторот за внатрешни работи Штип. Исчезнат е 26 годишен штипјанец. Повеќе од 2 седмици неговото семејство го бара, а пред 2 дена исчезнувањето на синот во полицијата го пријавил неговиот 47 годишен татко.
Исчезнатото лице со иницијали РВ последен пат било видено на 8 јануари. Полицијата презема мерки за негово пронаоѓање. Јануари е најубавиот месец, најдолгиот, со многу празници кога се трошат и многу пари, а во овој период, значи на почетокот на секоја година, имаме можности да купуваме и на попусти. Низ бутиците и маркетите сезонското намалување на цените е од 20 до 50%. Сепак отворено е прашањето колку македонецот со нискиот буџет може да ги искористи поволностите да си купи нешто по пониски цени. Во овој период на почетокот на годината актуелни се попустите на цените на производите. Бутиците и продавниците некаде нудат намалување и до 50%. Да, граѓаните ги користат можностите за купување на 50%, моментално имаме попусти и да, ги користат. Сепак за да се купи добро парче по намалена цена треба добро да се прошета по продавниците, а дали македонецот може секогаш да си дозволи со својот мал буџет да пазарува и тоа на попуст? После празниците секој преживува кој како уме и знае, но има и предности месец јануари затоа што во овој период се и намалувањата низ бутиците и продавниците некаде. Попустите се дури до 50%, но прашање е колку македонецот има можност да купува поевтино, затоа што во месец јануари буџетот е истенчен. Иако сезонските намалувања не се како низ европските метрополи, сепак и кај нас може да се купи добро за ефтина цена. Со попуси, без попус кој има пари ќе се купи, кој нема, нема. Многу ретко. Тоа што нашите плати не дозволуваат, не и попусти да користиме. Не сум сигурен, не знам дали е попус или е реална цена. Што е редовно си зимам, тоа стално што си зимам, тоа си го зимам стално. Да, купуваме секогаш кога има на попус, искористиме некоја шанса за да купиме, нели? Како и секој. Обавезателно. Обавезателно. Значи попустите ни прилегат на сите. На джепарац, ова, она, значи некоја пара заштедеш и кој има попус, купиш. Намалените цени на производите низ продавниците ќе бидат актуелни до средината на наредниот месец. Секако, оние кои ќе можат да заштедат, ќе можат и да купат поевтино. Конечно се преземаат мерки за отстранување на одроните на патот Истивања Македонска Каменица. Можни се застои во сообраќајот на патот Кочани Делчево, бидејќи почна санирањето на одроните на патот. Машини на гранит работат на терена по потреба, според нивната проценка, можно е да се минираат одредени делови. Според плановите на инвеститорот, јавното предпријатие Државни патишта, на критичните делови на патот каде постојано се јавуваат одрони, планирано е да се постават мрежи. На крајот на дневникот спорт, односно најава на настан кој би требало да се одвива во Штип наредниот месец. Боречкиот клуб Алканец поднесе барања во месец февруари во Штип да биде домаќин и организатор на државното првенство на Македонија за кадети и сениори. 9 борци на Балканец во пионерска и кадетска конкуренција ги завршија висинските подготовки кои се одржаа на Китка. Четворица од нив беа во состав на македонската репрезентација во која вкупно на Китка беа 22 борачи. Тие под раководство на тренерите Давор Тасев и Суфијан Исмаили тренираа мощно напорно со цел спремно да се подготват за престојните домашни и меѓународни искушенија од кои најважни се Балканското и Европското првенство. Во состав на репрезентацијата на Македонија беа Стефан Штерио, Филип Тасев, Ненад Панов и Дарио Димитров, а раководството на Балкана според информациите од председател Виктор Богданов со своји средства обезбеди заеднички подготовки на Китка за уште 5 млади борачи. Председателот Виктор Богданов информираше и за поднесеното барање на Боречкиот клуб Балканец да биде домаќин и организатор на државното првенство на Македонија за кадети и сениори, кој би требало да се одржи на 17 февруари во Штип. Ги следевте вестите, почитувани гледачи. Ви благодариме за вниманието. Останете во продолжение со Ирис телевизија и имајте пријатна вечер.